Капиталните проекти и македонските градежни компании како главни изведувачи клуч за развојот на градежништвото. Капиталните проекти треба да ја движат економијата напред, да отвораат нови работни места и да донесат развој. Но едно прашање останува клучно. Зошто 100% од главните изведувачи на капиталните проекти им се дадени да ги изведуваат странски компании, а македонските градежни фирми остануваат на маргините? Што значи тоа за нашата економија, за иднината на градежниот сектор, за младите инженери и за домашната индустрија? Зошто со децении не успеваме да изградиме механизам со кој нашите компании ќе бидат рамноправни учесници и дома и надвор? Како Македонија може да ја врати својата градежна сила? Со кои проблеми се соочуваат градежните компании и кој се предлог решенијата кои ќе го унапредат секторот градежништво? Апсолутно, имаме нееднакви услови на пазарот на проектите кои ги финансираат странските инвеститори и ги кокредитираат, како што е случајот со големиот проект за патишта. Но пак основниот проблем, како што реков пред малку, е финансиерот, тој што ги обезбедува и ги дава парите, средствата, тој ги поставува и условите за игра. Државата треба да се бори, да дава мерки на заштита, треба да дава и правила на игра кои ќе ги стават не да бидеме привилегирани, но да бидеме барем рамноправни при настапот и условите на пазарот на овој вид на работи. Па добро, немаме Министерство за градежништво, тука е Министерството за транспорт, тука е Министерството за стопанство, тука е вице-премиерот. Како што најавив пред малку, неодамна ги соопштивме сите наши барања и предлози и состојби со кои се соочува градежништвото во моментов и предлози за надминување на состојбата во Стопанската комора на Македонија со средбата со премиерот и министрите. Има ефекти, направен е план за примена, направен е рамка, се работи активно, ова е веќе втора средба, имавме и пролетоска една средба, се интензивираат состојбите. Тука мора да ги спомнеме и делот од практиките за кофинансирање и финансиска помош од владата што го најави за набавка на опрема и материјали. Во кој правец да се делува? Па има многу правци. Прво, долгорочни програми за развој и работење на градежништвото воопшто во државата. Второ, финансирање од сопствени извори или од извори каде што државата ќе ги превземе обврските за кредитирање, да може да се постават условите да нашите компании бидат тие што ќе ги превземат и реализираат проектите. Да не бидеме ние изведувачи, подизведувачи втора и трета рака, а со тоа и помалку пари остануваат. А кредитите и задолжувањето остануваат во целост на нас. Потоа борбата со нелојалната конкуренција, борбата со законската регулатива, Законот за градење треба да се приуреди, Законот за јавни набавки, следливост на проектите. Македонските компании се соочуваат со големи проблеми, од техничко-административен, но и од правен аспект, со оглед на тоа дека имаме многу пречки при реализациите и тоа се покажа во минатите години. Што можеме ние во моментот да направиме? Ние како здружение бараме да се воведе закон за капитални инвестиции. Ние инсистираме да се донесе закон за капитални инвестиции во кој што ќе бидат регулирани начините. Сето она што се прави со посебни закони во собрание би било регулирано малку во еден закон. Ние сега што се случува? Ние имаме договори со стратешки партнери, договори во 4 очи со посебни закони во собрание, во кои што верувајте се пропишуваат само правата и привилегиите на компаниите кои не се стратешки партнери, а не се македонски. Понатака тие стратешки партнери, значи не ги тие привилегии пренесуваат на македонските компании и спаѓаме дека ние никако не помагаме на македонските компании, него нашиот цел е да изградиме автопат со оглед на тоа дека некој ќе најде финансирање за тој автопат и некој ќе го изведе автопатот. Ние мислиме дека клучот за тоа македонските компании да го добијат делот од колачот, ако збориме правно, да биде тоа регулирано, да биде во законска мерка, цениме дека треба да се донесе закон за капитални инвестиции, кај што сите овие процедури ќе бидат пропишани, кај што привилегиите на македонските компании кои работат на капиталните инвестиции би биле пропишани. Врз база на тој закон би можеле ние да преговараме со стратешки партнери, зашто сега ние преговараме без никакви услови, без никакви ограничувања и се случува нашите стратешки партнери да бидат ослободени од царини, од ДДВ, од акцизи, да не плаќаат дури ни патарини на патиштата кои ние сме ги изградили, за кои што ние плаќаме патарини, а ние некако не можеме никако да влијаеме на тоа, зошто? Затоа што немаме никакво право. Доколку ние донесеме закон за капитални инвестиции, ги пропишеме условите, поволности на македонските компании кои би работеле на тие капитални инвестиции, верувајте дека самите стратешки партнери ќе сакаат да соработуваат, знаејќи дека тие поволности ги дава државата. Тоа е еден начин на тоа како да ги избегнеме ние сегашните саги, со оглед на тоа дека имаме огромен турмус сега на изградба на автопати во кој што македонските компании не може да го најдат своето место или го наоѓаат во многу други услови, многу потешки услови.
цениме дека сето она државата што го препозна како проблем, а го договори со стратешкиот партнер за изградба на коридор 8 и 10, треба низ правна рамка да се спроведе и да се смени во нормалната правна регулатива. Иначе ние што направивме? Ние направивме и утврдивме сите проблеми со кои се соочуваат фирмите. Тие поволности ги дадовме на стратешкиот партнер, а за обичните јавни набавки остана истите проблеми. Што во принцип изгледа како да се нема концепт во кој правец одиме. Денес во Македонија, верувајте да сте добра компанија, сте во најнезавидна состојба. Значи денес ние имаме прилагодување не од полоши кон подобри, него нашето прилагодување од подобри кон полоши. Зошто така налагаат општествените услови. Доколку сте добра компанија, вие во моментов не може да конкурирате на тендери од поголем обем што ги организираат, а се финансирани од страна на Европската банка за обнова и развој или Светска банка, затоа што таму условите се многу високи и таму се претендира да се работи со фирми кои што задоволуваат огромни референции, иако цениме дека нема потреба, тврдиме дека нема потреба. И тука сте вие неконкурентни, да со стратешките партнери договорите во 4 очи, они имаат во моментов огромни привилегии, дали ќе ви ги дадат тие привилегии или не, тоа е нивна одлука. И имаме закон за јавни набавки во кој што гледаме дека многу нереферентни компании конкурираат и добиваат работа за кои што не се спремни да ги изведат. Значи услови кои се општи и кои што не одликуваат правата вредност. Така да на сите страни имаме проблеми. Вие доколку сте добра компанија, сега верувајте дека треба кон полошиот да се прилагодувате. Со тој начин на прилагодување нема развој, со тој начин на прилагодување нема додадена вредност, со тој начин на прилагодување имаме само преживување и тие големи компании кои ги имаме 7, имаме тенденција да бидат до година 6, па 5, па 4, па 3, на крај да ги снема. Верувајте дека кога ќе ги снема ќе осетиме што сме изгубиле. Тоа се случи со Хрватска во 2006-2007 година, па сега во Хрватска мака мачат последниве 5-6 години како да ги спроведат условите за домашните компании, да ги фаворизираат, за да може да ги покренат повторно економијата, да покренат согласно она што им се случуваше пред 2006-2007 година и тогаш ја увиделе катастрофата. Така да ценам дека крајно време е да се позанимаваме со тоа како добрите работници да земат плата, како добрите компании да земат работа, а не да интервенираме со мерки само во случај на пропаѓање, преживување и некако неснаоѓање со општествените услови. Еве година дена нема некој обем во јавните набавки, нема распишување на големи тендери. Се надевам дека власта работи на тоа како домашните компании да бидат дел од овој колаж, затоа што најлесно е да го распишете тендерот, да го дадете на странска компанија да го сработи, да си ги земе парите, да си ги однесе, но после по тие патишта, автопатишти и железници треба да се движат некои други фирми. Сега ние кога ги уништиме тие фирми во моментов, не знам кој ќе се движи и зашто ќе ни бидат тие автопатишти и железници. И ценам дека домашните компании би имало огромна предност додека го имаат главна улога при изведбата. Како претседател на Сдружение за градежништво при Стопанската комора, ние се поставуваме секогаш како партнер на владата. Значи, верувајте дека толку обемно работиме и толку референтни фирми има кои ги работат нашите предлози, иницијативи, промени, да само можеме да допринесеме кон државните институции да помогнеме во обем во кој што верувам дека не може никој друг да помогне со оглед на тоа дека го работиме тоа голем низ на години. Имаме комуникација со сите оние засегнати страни, со сите страни кои што цениме дека треба како здружение да соработуваме. Тука е Министерството за економија, тука е Институтот за стандардизација, тука е Министерството за транспорт и врски, јавното претпријатие за државни патишта е и член на нашето здружение. И верувајте дека секогаш се трудиме со оглед на тоа дека сме здружение не профитабилно, не финансиско, значи здружение кое што е скуп на фирми кои сакаат да променат нешто во државата и кои сакаат да ги донесат тие промени, да ја зголемат конкурентноста и да донесат добра бизнис клима. Ние сме секогаш препознаени, но во принцип не рачунаат и државните институции за партнери, имаме одлични соработки со нив. Значи, после долго време, во Сдруженијето, у принцип, никогаш не бил гостин, да речеме, највисоко премиерот на Републиката, сега најавен дека он ќе биде со нас гостин да дебатираме за градеништето, што е, да речеме, признание за нас, со оглед на тоа дека на ниво на Сдружение претежно разговараме со министри, директори или раководители на одредени сектори. Така да многу ни значи нас таа привилегија да седнеме со невисоките тела на државата да разговараме. Некогаш не слушнати, некогаш сме помалку слушнати, но со текот на време сваќаме дека ние сме партнер на државните институции и мислам дека они тоа го препознаваат и се повеќе од ден на ден соработуваат со нас затоа што
Сите наши предлози и иницијативи стварно се темелно обработени и работат многу луѓе на тие иницијативи и со тие иницијативи сакаме само да ги подобриме условите и да ја подигнеме конкурентноста на македонските компании, тоа е целта на здруженијето. Така да по однос на соработката имаме одлична соработка, а по однос на тоа дали нашите иницијативи и предлози проаѓаат или не проаѓаат, тоа зависи од многу други фактори и се надевам дека се повеќе и повеќе ќе имаме значај во конституирање на нови закони, нови правилници и нов амбиент во градежништвото. Како да се реализираат капиталните проекти поквалитетно и побрзо? Тоа е широко прашање. И општо дискутирано со оглед на проблемите кои што се познати на некој дел од капиталните инвестиции, инфраструктурни проекти кои што се градат кај нас. Градежништвото е сложен процес, поготово ако се работат капитални објекти, зборам за автопатишта, така железници и така натаму, и бараат сериозна организација во повеќе фази. Значи, уште во делот на планирањето, потребно е доволно време и енергија да се вложи, за да исходот на крајот биде оној кој што е очекуван или посакуван. Па така е неопходно да постојат предвизибилити или визибилити студии, така ги велиме. Тоа се подготвителни студии кои што говорат за исплатливоста на одреден проект и под кои услови би се, да речеме, тој градел или реализирал. Потоа идејните проекти или идејните решенија, втора фаза, тоа е само во делот на проектирањето, зборам, каде што ги проверувате одредени варијанти, по некои техничко-економски параметри да ви се предложи од тој проект која е најдобрата варијанта за вас. До основниот проект кој мора да е многу квалитетен, доволен за изведба на тој објект или таа конструкција или таа делница, да речеме, ако биде. Значи, многу детален и самото тоа говори доста за нашата професија. Значи, имаме многу фази во кои што различни профили на инженери со различни специјалности би требало и би можеле да се вклучат. Меѓутоа, тука не е само проектирањето. Тука е надзорот, стручниот надзор, еден од клучните аспекти. Стручниот надзор е практично функцијата или инженерот кој се грижи за градбата во секојдневно, што велиме, во текот на целиот процес на градење. Тој е повикан и со законот да има овластување да решава, менува во тек на градба одредени решенија. Што значи, еден од најповиканите луѓе и најодговорните за квалитетот во изградбата на некој начин. Друго е ревизијата. Ревизијата е исто еден дел од тој процес, техничката ревизија викаме или ревизија на проектна документација. Битна затоа што доколку таа се изврши на брзина и не ја вршат компетентни луѓе, се остава простор за некои нејасноти понатаму, кои што се недоволно дефинирани и од нив може да произлезат голем број на непосакувани ситуации. Да не збориме за административните процеси како експроприација, така не е директно врзана со градежната струка, меѓутоа неминовен дел, поготово во овие капитални објекти. Многу искуството до сегашно покажа дека проблемите се генерираат уште од првите чекори и ги пролонгираат проектите. Еве зборуваме за технологиите. Еден чекор е воведување побрзо на овие европски и меѓународни прифатени стандарди. Тоа е едниот начин, меѓутоа и подобрување на состојбата со инженерскиот кадар, состојбата на приватниот сектор, состојбата на академската заедница. Сето тоа би довело до зголемување на квалитетот и динамиката на реализација на проектите. Еднаш веќе да стигнеме во фаза на развој, да не размислуваме само за опстанок, бидејќи долго време бевме во таква фаза, треба да размислуваме и за финансиски развој, меѓутоа и за технички развој, како би дошле во една фаза во која би можело да зборуваме да ние како домашни компании настапуваме прво на големи тендери во државата, па понатаму на големи тендери во регионот и со тоа да донесеме странски капацитети назад во државата. Зошто публицитетот во јавноста за градежништвото е негативен? Дали има со што да се пофалат градежните компании? Од каде доаѓа лошата слика за секторот, а со тоа станува и непривлечен како професија? Што да се промени? Од кои причини е креирана сликата дека македонските градежни компании не можат да реализираат капитални проекти како главни изведувачи на капиталните проекти? Дали домашните инвеститори
кои градат згради и странските градежни компании кои низ години работеле на капиталните проекти ја создаваат оваа негативна слика за секторот градежништво. За жал тоа е примерно зашто имаме лоша репутација, тоа дека се поистоветуваат градежниците со инвеститорите. Овој неквалитет што го имаме во зградите, звучна лоша изолација, лошо покривање, протекување после одредено време, лоша хидроизолација, тоа верувајте дека е 90% причина инвеститор. Значи инвеститорот е тој кој пропишува што сакате да направите, во кој обем сакате и како да направите. Градежните фирми се фирми кои работат одредена работа за одредена цена. Доколку вие ги земете и посочите дека нешто треба да направат за одредена цена, и тоа ќе го направат. И тоа поистоветување на инвеститори и на градежници многу лошо се одрази на фелата, но сепак од ден во ден гледаме дека почнува да се прави разлика, посебно кога цените на квадрат станови за продажба и изнајмување значи се зголемија неколкократно. Сега луѓето за 100 квадрати стан, доколку пред 5-6 години требаше да дадат 100.000 евра, се треба да дадат 300.000 евра и се почнуваат да прават разлика. Што е суштината на работата? Претходно не се гледаше што е суштината и мислам дека од ден во ден градежниците се препознаваат, оние правите градежници, но сепак да се согласувам дека тие инвеститори многу лошо допринесоа во високоградбата, а лошо допринесоа лошите фирми странски кои дојдат да ги работат капиталните проекти во нискоградбата. Така да тоа се тие два сегменти кои што направија лош публицитет и во јавноста дадоа лоша слика за градежништвото. Верувајте, доколку една градежна фирма од странство дојдеше тука и направеше градежен бум со своја технологија, своји работници, сликата ќе беше поинаква и на градежништвото кон инвеститорите и на инвеститорите кон градежништвото. Тогаш и македонските компании ќе сакаат да го достигнат тој модел и ќе се борија повеќе и повеќе и ќе беа подобри секој ден и секој ден. А ние тука се надевавме многу странски компании кои беа референтни. Кога на терен ги видовме работите кои ги изведуваат, свадивме дека ние можеби подобро ќе ги изведеме од нив. И тука се створи еден хаотичен систем на вредности во кој што не можеме да се препознаеме сега кои сме ние, кои се они, кои се квалитетни, кои се неквалитетни. Тоа е се више одвика на перцепција, на одредени личности, лични перцепции, така да уште еднаш ќе кажам клучот на успехот е да ги тестираме македонските потенцијали, да ги тестираме македонските капацитети и да се пробаме да видиме што може да направиме. Ние никогаш во последниве години не сме тестирале што може да направиме, него сепаративни неуспеси ги истакнуваме и од тоа правиме глобален неуспех. Вие може да направите 5 патишта, еден пат ако имате одредени проблеми, дури вие да сте виновни, тој пат ќе го гледаат сите и ќе ви даваат слика врз база на тоа што, а овие другите патишта што се ги направиле со голем успех, тоа никој не ги рачуна и перцепцијата за тоа таква како што е. Алчноста, лакомоста на инвеститорите ми се чини дека нема крај и за да се спречат ваквите ситуации како што ги напоменавте, ќе мора нешто да се преземе. Тука пред се повикани фелата, значи ние однатре треба да делуваме и да ги решаваме овие ситуации. Тука мислам на комората на инженери, архитекти, која што мора со овие проблеми сериозно да се занимава, затоа што да ви кажам, рековте субстандарди, меѓутоа тоа се конструкции кои што не се изработени по правилници или стандард. Значи се злоупотребени практично. Зошто се случува тоа? Има повеќе причини. Една е лакомоста, втората е неискреноста према професијата на тие луѓе. Трето е тоа што во градежништвото се влезени и највеќе учествуваат луѓе кои што не се од фелата, него се едноставно инвеститори, луѓе кои што вложуваат пари и очекуваат пари за поврат, бенефит одреден. И тие такви ситуации доведуваат до вакви. Значи човек што работи во својата професија, кој што е од својата професија, сигурно не би дозволил такви појави. Многу често негативните примери во градежништвото се генерализираат и се ставаат во искош со позитивните примери во градежништвото, што е еден вид, јас би кажал, и на медиумска епидемија, која што многу тешко се контролира од оние луѓе кои што не се во областа, односно тие информации се примаат еднократно, без да се има достапност до информациите што може позитивно да влијаат на состојбите. Тука би кажал корисно би било да се повеќе работи на истакнување на позитивните примери во градежништвото, што би кажал се и многу повеќе од оние негативни. Ако во 10 примери имаме еден негативен, многу повеќе зборуваме за тој еден пример, ги запоставуваме оние 9 примери кои што извеле објекти, кои што се долготрајни, кои што се
долго време употребливи, економски оправдани, значи сме заштедиле ресурси на државата и низ тие проекти сме изградиле млади кадри кои што можат да превземат уште поголеми објекти. Јас многу ретко слушам во медиумите за такви примери. Можеби младите треба повеќе да имаат пристапи до тие позитивни примени, како би се променила и сликата за самото градежништво, која што не би се согласил дека е толку негативна. Напротив, би кажал дека посебно во делот на капиталните проекти имаме многу поголем број на позитивни примери за истакнување, наспроти оние негативните на кои што секако треба да работиме и треба да се земат како негативни примери, меѓутоа да не ги запоставуваме оние примери каде што проектите биле успешни и сме имале долготрајни градби. Ние имаме во нашето портфолио доста вакви примери, кажав, посебно во делот на проектирањето и во делот на не само на градежништвото и на геотехниката и во поврзани области како рударството, примерно имаме по конференции светски и европски презентирани примери каде што ниво на река подигнуваме за 40 метри со насипи проектирани согласно еврокодовите. Истото сме го имплементирани и сме биле учесници не само во проектирањето, туку и делот во изведба. Имаме автопатишта кои што се изведени навремено согласно дадени моменти, кои што и заштедиле пари на државата заради актуелните политички. Нема да ги споменувам примерите на таквите патишта, меѓутоа за истите си јавно достапни информации. Зошто не ги кажуваме примерите на експресните и автопатиштата, кои што биле изведени во рок, кои што имаат исклучителни инженерски објекти, кои што се можеби и единствени во регионот. Имаме мостови. Еве мостот Љубљанска во Скопје. Мислам дека и со изведувачката компанија вие имавте такво интервју. Самите го истакнаа дека еден од ретките со такви параметри, такви карактеристики мостови кои што е изведен. Таквите примери треба да ги истакнуваме. Треба да ги истакнуваме и во другите области, не само во високоградбата примерите. Примерите на насипи големи во геотехничкиот инженеринг. Примерите на изградба на и учество во одржување и проектирање на хидротехничките објекти на браните. Браните имаме неповторливи инженерски објекти во делот на хидротехниката, кои што не се изведени на ниту едно друго место. Така да би ни требало многу време конкретните примери да ги наведеме. Треба да им посветиме значително внимание и на некој начин медиумски да ги експонираме и со технички детали, меѓутоа и со деталите и работите кои што придонеле за развој на државата. Треба да се смени законот за град и треба многу појасни, да речеме, членови во кои што ќе се забрани истиот инвеститорот да биде и вклучен во контрола на градбата, да речеме и во тие фази. И моја перцепција и согледување дека најмалку инвеститори се градежници, дека повеќе се правници, адвокати, нажалост него градежници. Нивниот интерес е различен, они не водат толку сметка за некои, барем би требало, меѓутоа не секогаш водат сметка доволно за одредени постулати кои што се ги почитуваме ми во градежништвото и кои, впрочем, ја штитат и струката од грешки. Треба да се направи дистинкција помеѓу тоа кој може се да биде инвеститор, кој може да води градежна фирма, кој стои позади проектите и кои се проектантите, како начинот на кој што се избираат и така натаму. За жал, градежништвото постана некако доходовена гранка или бизнис, така да кажем, и тоа ги привлече сите оние што сакаат на брзина да создадат некаков профит и тоа неминовно доведе до оваа ситуација без контрола и санкција, како што ви реков, доведе до оваа ситуација која што сме денес. Капацитет може да се има само ако истиот се гради. Значи и тие големи странски компании некако на некој начин стигнале до тие финансиски и технички капацитети. Тие сигурно не почнале веднаш да бидат големи компании, туку биле помали компании, па со некоја си надградба стигнале
да бидат големи финансиски играчи со големи технички капацитети, истото важи и за домашните компании. Треба да направиме пресек, да видиме во каква состојба сме сега, да не многу се занимаваме со минатото, да се занимаваме со иднината и да видиме што ни треба за да стигнеме во состојба да кај приватниот сектор во државата останат капацитетите кои што сме ги граделе со години. Какви се очекувањата од унгарскиот кредит и од британскиот кредит? Што со овие кредити ќе се промени во градежништвото? Очекувам да има подобрување долгорочно, доколку правилно и објективно потребно бидат насочени средствата од унгарскиот кредит. Сведоци сме на големи средства кои веќе се потпишуваат, ќе станат ефективни, активно учествуваме во нивната реализација и тие проекти да дадат допринос во понатамошниот развој. Секако очекуваме. Британската влада од ова што може да го слушнеме од јавноста се главно насочени на железничкиот коридор, потоа се насочени на проекти од здравството и дел од образованието што можам да го видам. Мене лично ме заинтересира, малку ме изненади нивното учество на коридорот за железничката пруга, инаку знаете, тој стар проект е германски проект и таа е прва германска концесија на Турската империја од овие простори од времето кога е правена. Сега доаѓаат британците, мора многу паметно и одговорно да ги реализираме тие средства, бидејќи некои пореметувања може да предизвикуваат и други стратегиски промени, неповолно одразени врз нашава држава на тој план. Бисмарк рекол кој го контролира Вардар, тој го контролира Балканот. А сега доаѓаат британците се живо заинтересирани да учествуваат во тој коридор. А доле во Егејот се присутни кинезите, проектот Патот на силата. Се не знам дали некој може да го премети овој пат. Во никој случај ние не смееме да бидеме инструмент на високи глобални судири интереси на ова подрачје на Балканот и на Јужна Европа. Максимално посветени и одговорно треба да го реализираме овој проект и да ги преземените обврски да ги исполниме. Во спротивно ќе може работата да иде во друг правец што нема да биде контролиран од нас. Нашиот однос кон унгарскиот кредит и кон британскиот кредит е многу позитивен, со оглед на тоа дека после долго време големи средства државата ќе се позајми за да ги даде воптек во капитални проекти, што не се случувало до сега. Така да вие не можете да не се радувате како ФЕО и како градежници на милиарди евра кои ќе се дадат за изградба на болници, студентски домови, железнички пруги, дури дел од нив се наменети за автопати, за регионални патишта. Така да ова е за нас многу позитивно изненадување и еден ветер во грб дека градежништвото овде ќе има главна улога при креирање на економијата. Тоа како се распределени и како ќе се работат кредитите од унгарскиот кредит, тоа останува да видиме. Во принцип сега, значи средствата се доделуваат на општините, општините ги располагаат, општините ги градат своите проекти кои до сега ги имале, а немале можност да ги изградат и рачунам дека тоа е сосем нормално. Унгарскиот кредит е добар кредит затоа што ќе подигне локални компании многу и ќе даде работа на многу локални компании со цел дека и замислата е да се дисперзираат средствата согласно бројот на жители, што значи дека локалните компании тука би имале некоја поголема улога и дека тоа баш за нив е една голема инекција ќе биде за нивното работење. И ја гледам главната привилегија на локалните градежни компании, додека за британскиот кредит и за делот унгарскиот кредит кој ќе биде наменен за поголеми капитални проекти, верувајте дека гледам дека имаме можност и се отвара можност македонските компании да направат некој стратешки договор и дел од тие средства као стратешки договор да бидат доделени на македонските компании и еднаш за секогаш да кажеме дека некој дојде и сите желби на граничниците ги исполни, а градежниците сега треба да покажат од наредни 4-5 години да ги оправдаат своите барања. Верувајте дека градежниците, сигурен сум, дека ќе ги оправдаат своите барања, доколку се договориме за фер распределба и доколку ги процениме капацитетите на домашните компании реално. Да не бидеме и ние нереални, и ние имаме одредени капацитети кои што не можеме да ги преминеме, така да се на се сведува на тоа дека пари доколку имаме треба да седнеме на маса и да ги процениме нашите капацитети, нашиот дел од колачот што ќе биде за огромен развој битен за градежништвото да го процениме, а сето она што не може да го изградиме, значи ќе мора да дојде некој страна и да ни покаже како се гради, а ние тука да бидеме концентрирани се повеќе да купиме од таа технологија и од тоа знаење со оглед на тоа дека тие сите капитални проекти треба некој да ги одржува во текна експлоатација, а тоа ќе биде многу поевтино ако се случи македонски компании да се остручат и они да го прават тоа одржување, да речеме на горен строј на пруга или не знам на брана. Така да многу можности отвараат овие кредити и мислам дека сега е преокретницата, ценам дека сега за градежништвото има потенцијал да се работите изменат и стават во прав колосек, а никогаш до сега што нема.
Дали државата може со сопствени средства да ги финансира капиталните проекти и сама да ги избира домашните компании за главни изведувачи? Мислам дека скоро и да не постои европска земја која што не е задолжена со одреден тип на финансиски средства за реализација на капитални проекти во градежништвото. Истото важи и за нас. Прашањето е што ние после тие финансиски кредити или грантови или обврски кои ќе ги превземеме, ќе оставиме зад нас. Ако зад нас оставиме силни странски компании, а оставиме слаби домашни компании, дали сме ја постигнале целта? Ако со враќањето на тие финансиски средства дозволиме долгорочно да тие се враќаат во домашната економија, да придонесуваат за домашните компании кои што во најголем дел учествуваат и со даноците и со обврските во развојот на државата. Тогаш сме постигнале некаква стратегија и можеме да размислуваме на оваа тема. Се додека на оваа стратегија не се прилагодени политиките на државата, ние не можеме да разговараме за развој на домашните компании, бидејќи ние настапуваме на набавки кои што се пропишани со некакви си критериуми, со некакви норми. Ние треба да направиме стратегија како да стигнеме до тие капацитети кои што моментално ги имаат странските компании. Примерите од Бугарија и Албанија ни даваат еден вид на увид во тоа дека истиот пристап е легитимен. Прашањето е зошто истиот пристап да не го искористиме и ние? Зошто кога можат другите земји во регионот да инвестираат во сопствените компании, Македонија да не инвестира во компаниите кои што долгорочно ќе развиваат кадри и ресурси тука внатре во државата?